Божик е господски празник и се слави во спомен на раѓањето на Господ Исус Христос. Овој празник е матица на сите други црковни празници, бидејќи со Христовото раѓање се смета и почетокот на новата ера. Какви се обичаите поврзани со овој голем христијански празник во различни делови во Македонија, ќе чуеме од Игор Манасиевски, кој разговара со отец Бобан Митевски. Повелете, Игор. Еве се јавуваме од скопската населба Ѓорче, од пред црквата Свети апостоли Петар и Павле. Разговараме со отец Бобан Митевски за тоа какви се обичаите ширум Македонија за време на Божик, еден од најголемите христијански празници. Гледаме во голем број верници доаѓаат и во попладневните часови да запалат свеќа, да се помолат. Па токму така, местото на празнувањето на црковните празници е токму во храмот, во црквата. Најважното она што треба да го направиме за време на црковниот празник, без разлика дали станува збор за Господов богородичен или светителски, е тоа што треба да бидеме присутни на литургиите, на утринските литургии и заедно во заедница со сите православни христијани да го прославиме Господ, светителот што се празнува или да го одбележиме споменот на празникот на тој ден. Значи најважно е, како што напомнав, присуството на литургијата, да му принесеме на Бога жртва во вид на свеќа и така натаму, и да си се помолиме за себе, за своите блиски, за своите пријатели, за она за кое што имаме потреба, да му заблагодариме на Господ за радоста која што ни е дал во животот и така натаму. Сите други работи се потоа второстепени. Трпезата, собирањето дома е веќе второстепено, затоа што имате и луѓе кои што и не можат да си приопштат, кои што и не можат да бидат дома, затоа што денес многумина работат заради нас, оние што се доктори, полицајци, војници и така натаму, па затоа е добро да дојдеме во црквата да се помолиме за сите нив. Првенствено е одењето во црква, а сето друго е второстепено. Утринава ширум Македонија во сите соборни храмови се одржуваше божествена литургија, божична, исто така беше посетена, гледам и во попладневните часови. Какви се други обичаи се пропратени за Божик? Има ли разлики од регион во регион, каде како се менувале обичаите? Кои се некои вака поспецифични Она за што говори црковното предание, односно црковната традиција, нема разлика. Единствено, во пресрет на Божик имаме разни обичаи. Ние овие денови говоревме, и апелот на црквата беше дека дел од нив не се традиционални, не се во контекст на православното христијанство. А ако ние се повикуваме на Божик како празник или на Бадник, кој што е ден пред Божик, треба да го почитуваме гласот на црквата и да ги почитуваме оние традиции, односно оние преданија кои што црквата ги нуди, а кои што извираат од учењето, од Евангелието, од се она што се вели наша вера, односно наше исповедание на таа вера. Затоа ќе напомнам уште еднаш дека пред Бадник исто така треба да се односно на Бадник пред Божик исто така треба да се оди во црква, треба да се оди на служба, таму да ги запалиме огновите на нашето срце, а не да ги палиме огновите со молитва, а не огновите во малата, со црковна музика, со молитва, црковна песна, а не со световна музика, со надеж, љубов, вера, насмевка кон сите кои што го очекуваат Божик, а не со пијанење и така натаму. Значи, ова е она кое што се нарекува вистинско православно празнување на празниците и секако потоа, после службата дома, во домашната црква, како што го нарекуваме семејството или куќата, да го продолжиме славењето заедно со најблиските. Овие денови се празник за семејството, до вчера беа постни денови, веќе денеска може да се соберат на една мрсна трапеза. Има ли некакви обичаи поврзани со попладневните часови до Божик? Значи, две напомени. На Божик и на Великден не се палат свеќи за починати. Добре е тоа да го знаат православните христијани кои што не се запознати со тоа. И од Божик до Водопост, тоа е до 18 јануари, не се пости. Значи, среда и петок се мрси, така црквата благословила, на Водопост се пости. Оваа година, бидејќи Водопост паѓа во недела, не се пости строг пост, туку се пости обичен пост, односно пост на масло. Риба не се јаде, но се пости пост на масло. Значи, тоа е она кое што е поврзано со овие празници. Обичаите народот си ги прилагодува по региони, си ги адаптира, до некаде и дозволува црквата. Има ли некои специфични, така, за некој крај, интересни специфични обичаи кои што се поврзани со Божик Бадник? Па еве, например, почна да се возобновува една многу убава традиција, кога за Бадник се собираат децата и изнесуваат пештера, буквално направена
дали од стиропор и така натаму, во кој што внатре е изобразен Христос како мало дете кој што лежи и Пресвета Богородица нели како го чува. Со слама покриено, да, со други разни реквизити, на пример орев, не знам, костен и така натаму, се што може, нели, ливче од бадниково дрво и така натаму. И одат и ја пеат вистинската црковна коледарска песна која што е вечниот Бог се раѓа. Значи не е онаа коледе леде во чиј текст ние не наоѓаме никаква врска со раѓањето на Спасителот и така натаму, туку се возобновува и таа традиција. И годинава можевме да видиме во Охрид, во Прилеп, во Битолат, па дури во Скопје, многу деца по улиците, доаѓајќи од разните населби, носат таква пештера и ја пеат таа песна. Ние се организиравме во црквите да ги научиме на оваа песна, имаше добар одзив, па еве затоа апелираме и до година овој обичај, односно оваа традиција да ја продолжиме. Што сакаат, нека се обратат слободно. Да, нека се обратат. Благодарам за ова гостување. Благодарам вам. Така, ете, слушнавте кои се обичаите, кој е пораката упатена од црквата до сите верници како да се прослави овој голем христијански празник.